Добро вечер. Во топ тема интервју со главниот државен ревизор Максим Ацевски. Државниот завод за ревизија е независна врховна ревизорска институција и во последно време имаше неколку интересни ревизии од неколку сектори, како што е здравството, јавното приватно партнерство, институциите, судовите. Ние вечерва ќе се задржиме само на неколку од нив, затоа останете со нас. Добро вечер, господин Ацевски. Благодарам што го прифативте ова интервју. Добро вечер од мене. Поздрав до гледачите на Телма телевизија. Јас во најавата кажав дека многу работа во последно време сте имале, дадовте неколку извештаи последователно. Верувам дека тоа е според годишната програма што ја имате зацртано за ревизии. Меѓутоа јас издвоив околу 4 ревизии што сте ги направиле. Дел од тие се извадени заради тоа колку штета на буџетот е настаната генерално, а дел од нив, иако и овие се штетни за граѓаните, колку штета трпат граѓаните заради нереализирани инвестиции во различни области. Ќе почнам првен со она што најмногу ми остави впечаток, а тоа се сумите што ги видов од ревизијата во јавното приватно партнерство. Можеби тема која што е комплексна можеби за граѓаните во смисла на тоа каде знаат, а каде не знаат дека има јавно-приватно партнерство. Меѓутоа, како сума што ја видов, ми остави впечаток дека јавниот партнер наплатил надоместоци во износ приближно 1,5 милиони евра од тоа јавно-приватно партнерство, додека на приватниот партнер му платил надоместоци во однос од приближно 3 милиони евра. И сега и мало дете, ако види тука математика, ќе види дека нема математика. Кога зборуваме за јавно-приватно партнерство, тоа значи дека државата склучува договори со приватни партнерстви за концесии, закуп и слично. На што се должи ова е прашање што вие го одговаравте преку тој ревизорски извештај и таму има многу забелешки каде се одлеваат средствата и зошто не се реализирани. Благодарам на поставеното прашање. Јавните инвестиции и јавното приватно партнерство во суштина представуваат тема од интерес на Државниот завод за ревизија континуирано последните неколку години и морам да кажам дека не само овие извештаи или ова извештајна година има квалитетни извештаи, него тоа е во континуитет на нашето работење. Сосема оправдано се поставува прашањето на изгубените средства, меѓутоа јас би го поставил прашањето и малку поинаку изгубените квалитетни услуги кои што требало да бидат дадени на граѓаните и она што значи дополнителен притинес за бруто домашниот производ и за воопшто за државата. Во период 2017-2024 година ревизорите констатирале дека постојат 68 договори регистрирани за јавно-приватно партнерство. Не искажуваме сомнеш дека овој број на склучени договори може да биде и повеќе од причина што не постои електронски регистар кој што автоматски би се водел за склучените договори, а не секогаш одредени правни субјекти кои што пристапуваат кон јавно-приватно партнерство ги доставуваат склучените договори до надлежното министерство во тој период, Министерството за економија, а сега Министерството за енергетика. Ако ја погледнете бројката од 68 договори склучени за јавно-приватно партнерство, ќе забележите дека скоро 80% од склучените договори се однесуваат на склучени договори на ниво на општина или на ниво на јавни предпријатија основани општината, што укажува на одредени недоследности. Извинете што ќе ве прекинам. Овие проценти говорат за тоа дека ниту постои евиденција на јавно-приватно партнерство, ниту пак дали и како се склучува тоа јавно-приватно партнерство. Дали е со еден понудувач или со повеќе и целиот тој систем не постои електронска внес на податоци. Државниот завод за ревизија не вели дека не постои евиденција, него вели дека таквата евиденција представува во суштина обична Excel датотека, која што се води од надлежните лица во тогашното Министерство за економија и велиме дека треба да постои соодветен електронски систем кој што ќе генерира податоци за склучените договори, но и повеќе од тоа што треба да има за да имаме реални и навремени информации во секое време. За жал, имаме констатирано одредени состојби кои што
отсуствува целокупниот систем на истражување на потребата на склучување јавно-приватно партнерство, отсуствува потребата од соодветна анализа и доследно следење на чекорите за склучување на договорите за доделување на јавно-приватно партнерство. Во самиот извештај се дадени податоци дека треба да се запазат 8 поделни чекори до крајниот момент, односно до склучување на договорот за доделување јавно-приватно партнерство, и не секогаш имаме конкуренција во доделувањето на договорите за јавно-приватно партнерство, бидејќи во 80% од склучените договори ќе забележите дека имаме само еден понудувач, односно еден приватен партнер кој што бара да се склучи јавното приватно партнерство. Се она што е во однос на контролниот механизам. Јавното приватно партнерство, велите, се склучува во голем дел со општините и со предпријатијата на општините. Добро, 80%. Кому тие реферираат? Ако ние во Excel табела ги имаме само во Министерството за економија, затоа што се случува, еве ќе кажам најсвеж податок е дека македонско село дури по 7 години повторно ќе работи, а таа инвестиција беше некаде од вкупно 6,4 милиони евра и не работеше со години. Значи, ниту на локално ниво, ниту очигледно на централно ниво не може да се видат податоците врз основа на што се случуваат тие договори и колкав профит ќе имаат или ќе изгубат. Видете, на локално ниво нормално дека треба да се реферира на Советот на општината, бидејќи Советот на општината е соодветното тело кое што треба да има надзор и мониторинг на работата на општината и соодветно да ги известува граѓаните за ефектите од работењето на соодветната единица на локална самоуправа. Додека на ниво на држава секој дека треба да се информира извршната власт и законодавната власт, и она што го спомнавте македонско село, би кажале дека тоа е активност во 2011 година, каде што вкупната инвестиција изнесува 4.764.000 евра. Рековте дека за внатрешно редување дополнително потрошење. Рековте дека известно време не работи тој објект. Да, меѓутоа еве новата извршна власт презема активности да го стави во функција тој објект, и јас лично се радувам, бидејќи во процесот на делување на самиот договор имаше одредени консултации со Државниот завод за ревизија за одреден начин на постапување, каде што навистина ги прифатија нашите сугестии согласно самиот извештај, но и согласно нашето знаење и умење, а почитувајќи принципите на ИНТО 512, каде што треба во суштина да представуваме институција за пример и да дадеме одреден совет на извршната и на законодавната власт, се преземени одредени мерки. Мене лично како главен државен ревизор, а верувам и целокупната јавност, е што тој објект ќе биде повторно пуштен во употреба, и мислам дека тој се дава под кирија на приватна фирма. На 19 јуни. А она што е фрапантен податок е дека има издадено концесионерство на 96 години, состојба на склучен договор за ЈПП со времетрајање од 96 години, што е спротивно на законскиот лимит од најмалку 35 години. Тоа е еден од констатираните исто така во извештајот, и ова зошто го кажувам, затоа што ниту тој што го склучил нелегално го склучил, ниту па направил правна заштита дека не сме да се склучи таков договор, ниту пак подосна ако го раскене правно се заштитил во однос на ова. Една од вашите генерални забелешки во ревизијата дека не постои никаква правна заштита. Ова констатација е утврдена и во преходен ревизорски извештај. Се работи за технолошката индустријска развојна зона во Тетово. Да, склучена на 96 години, известени се сите надлежни органи. Го известуваме и во овој извештај. Верувам дека надлежните органи ќе преземат соодветни мерки за корекција на наведената состојба. Останува надлежните органи да проверат дали ова е случајно или намерна грешка. Да, меѓутоа, бидејќи бил во претходниот извештај, до сега никој не преземал ништо. Вие не сте орган кој што ќе поднесе кривична пријава, ниту сте тие што треба да гони некој што несовесно работил, меѓутоа сте укажале на вакво нешто, и овој затоа и го спомнав, затоа што до сега не е реагирано за начално несовесно работење во однос на склучувањето на овој, можам да кажам,
очигледен штетен договор. Кога ќе кажам дека нема доволна правна заштита, можам да кажам во голем дел имате констатирано и дека не може да се заштитат јавните претпријатија или општините или институциите врз основа на тоа што некој несовесен директор го направил како договор. Има судски процеси кои траат многу долго, па на крај добиваат приватниците наместо државата. Видете, Државниот завод за ревизија е врховна ревизорска институција и има обврска да го штити интересот на даночните обврзници, да дава и информации до јавноста и до даночните обврзници и до собранието за начин на користење јавните средства. Она што ние сме го констатирале е фактички реферирано во самиот конечен ревизорски извештај. Конечниот ревизорски извештај е доставен до надлежните органи. Ние имаме редовна комуникација со надлежните органи. Прекрасна комуникација, даваме дополнително објаснување за се она што не е доволно јасно на надлежните органи. Меѓутоа, постапувањето на надлежните судови е сосема друга работа и верувам дека како Државен завод за ревизија ние не можеме да се мешаме во работата на судската власт. Ама можем да кажем дека во однос на инспекторатите им ја вршите работата, затоа што, например, како во случајот во Полог сте увиделе дека објектите кои требале да бидат за јавно-приватно партнерство за информирање на граѓани, наместо да се користат за услуга на граѓаните, затоа кажавте и граѓаните најмногу страдаат ради тоа, се користеле како комерцијални објекти во Полошко. Така што има случаи каде што не само што не се почитува договорот за јавно-приватно партнерство, што всушност треба да значи тој договор, туку е пренаменет во комерцијален објект од кој што очигледно заработува само една страна. Па видете, таму е жалосно што во суштина имаме промена на приватниот партнер, каде што се пренесени правата спротивно на одредбите од договорот на друг приватен партнер, вложени се 972.450 евра, исто така констатирани се одредени неправилности. Јас силно верувам дека надлежните органи ќе се преземат своите активности врз основа на се она што е доставено од Државниот завод за ревизија и верувам дека констатираната состојба ќе биде надмината, а се тоа што е направено ќе биде ставено во интерес на граѓаните на нашата држава и во интерес на туризмот, во промоција на туризмот, во промоција на тој регион и секако на туристите кои што доаѓаат од надвор. Она што е како исто така забележливо е дека дали може вие да укажувате на неусогласено законодавство во однос на овие прашања. Го спомнавте и Советот како надзор во општините, извршната власт како надзор во другите институции, меѓутоа тој систем на контрола очигледно не е соодветен. Дали измените законски би можеле по ова да се заклучи дека треба да додат конформирање на надзорни тела или комисии кои што ќе го следат патот на јавното приватно партнерство од почеток до крај, до завршување на концесионерството и давањето на услугите за граѓаните? Согласно законската регулатива постои Совет за јавно-приватно партнерство, меѓутоа за жал во тој период предмет анализа не ги дал очекуваните резултати. Се зависи од интегритетот на личностите кои што се ставени во одредени тела. Се зависи од интегритетот на личностите кои што раководат со одредени институции во јавниот сектор. Без разлика каква и да е законската регулатива и најлошата законска регулатива, ако имаме личност со интегритет и кој што има сопствена визија и сака да остане запаметен со својата улога како лидер и менаџер во одредена институција, мислам дека и најлошата законска регулатива може да ја преточи во добра пракса во која што ќе постапува. Ако и погледнете согласно одредбите на Закон за државна ревизија, никаде не пишува дека Државниот завод за ревизија треба да подготви ревизорски абстракт или соопштение за медиумите за да подобро се разберат ревизорските извештаи. Со доаѓањето од 1.1.2020 година, со новиот менеджмент и јас како главен државен ревизор, заедно со моите вработени тоа го воспоставив. Воспоставивме соопштение за медиумите, воспоставивме засегнати страни, комуницираме на секојдневна основа кога имаме одредена потреба да споделиме одредени информации. Не само ова, подготвуваме соодветни видеа во која што на лесен и разборлив начин ги соопштуваме утврдените состојби. Да, сега ги имате и видеа со фотографии, тоа ќе го видиме кога ќе зборуваме за ревизорскиот извештај за матични книги, кај што додадовте и видеа. Меѓутоа, повторно ќе кажам, јавноста веќе и разбра што значат ревизорски извештаи, битно е да разберат засегнатите страни и оние што треба да превземат мерки.
Јас чинам дека некои извештаи и теми ни се повторуваат во зависност од тоа колку е направено, а колку не е направено. Се сеќавам дека можеби пред 2 години овдека разговаравме за рамномерен регионален развој на јавните инвестиции и сега во пресред на локалните избори не можев да не го земам овој исто така свеж извештај во предвид, да видиме дали нешто воопшто е сменето кога станува збор за рамномерен регионален развој, затоа што имаме различни податоци тоа колку е потрошено, односно колку државата вложува во тој рамномерен регионален развој. Значи вика во износ од најмалку 1% од БДП, од буџетот на годишно ниво, треба да се потроши, прашање дали се постигнати во однос на проектите, а во 2023 година според податоците добиени од Министерството за финансии, распределените средства за регионален развој изнесувале 2,97% од БДП, додека според СИРЕРА, тоа е систем кој што исто така ги мери, е 0,74 од БДП-та. Значи, а од овие средства само 5 до 10% се алоцирани преку програмата за регионален рамномерен развој. Кога ќе ги видам сите овие бројки, кога ќе ги види јавноста, е се збунувачки. Колку всушност реално се вложува во рамномерен регионален развој и каде, и кои овие бројки практично можеме да ги земеме како податок? Кај вас се сите наведени. Видете, имав можност да учествувам во давање совет за начинот на функционирање на СИРЕРА системот, меѓутоа за жал отсуството на визија за начинот на функционирање на овој систем од една страна и отсуството да не се презентираат точни и веродостојни податоци за начинот на пласирање на средствата по региони доведе да се донесе одлука овој систем да се храни физички, хартиено, со различните учесници, односно со различните министерства. Доколку овој систем обезбедивме, што и мојата визија и мојата насока беше дека овој систем во суштина треба да презема автоматски податоци од трезорската канцеларија, од трезорот на буџетот на нашата држава, во тој момент ќе имавме точни и релевантни податоци. Кај е пречката да не може автоматизирано во време на вештачка интелигенција кога луѓето, роботите ги се заминати со. Кога немате точни информации, имате различни менаџери од различни политички партии во одредени министерства, каде што секој сака во преходниот период да доделува средства во регионот од каде што доаѓа, е нормално да не сака да функционира наведениот систем и да се генерираат податоци во хартиена форма. Во услови кога рековте, имаме современа дигитална трансформација во општеството и во светот воопшто, користење на вештачка интелигенција, ние да генерираме систем на податоци со кои што ќе се внесуваат хартиено и ќе зависи од желбата на одредени вработени во Министерството, такви се диспаритетите на податоците кои што ги дава и Министерството за локална самоуправа, кое што го ажурира самиот систем и менеджира со него, и податоците од Министерството за финанси. Нормално дека нема да имаме точни и благовремени податоци, а самите податоци во ревизорскиот извештај кажуваат што се случувало во 2023 година и колку средства се дадени на одредени општини без да има одредени критериуми. Тоа значи дека во текот на 2023 година финансирани се 67 проекти на 41 општина без објективни критериуми. Да, затоа имате и табела направено која што е. Визави сегашната состојба, каде што имаме јавен оглас, каде што се поканети сите единици на локална самоуправа, каде сите имаат подеднакви можности да се надпреваруваат со соодветни квалитетни проекти. Ова ве прашувам, извинете, и заради унгарскиот кредит кој дефинитивно ќе се намени и за општините. Ако влезат пари, ако ние не знаеме како ќе бидат распоредени и трошени и кај се трошени, повторно ќе се видиме за 2-3 години со сличен ревизорски извештај. Мислам дека работите се менуваат. Мислам дека самата постапка на начинот на долување на средства и со кредитот од Маđарска се менуваат, бидејќи велам повторно како врховна ревизорска институција соодветните експерти вработени во самото министерство бараа совет за начинот на долување, за начинот на пласирање, за начинот на целокупниот систем на уредување на доделувањето на средства на единици на локална самоуправа, и она што се случува од 2023 година, што се случува сега, е сосема различна работа. Мислите ќе имаат увид граѓаните и јавноста во тоа како? Ако може да завршам.
Меѓутоа, она што е најтрагично, отсуството на јасна визија за рамномерен регионален развој предизвикува далекосежни негативни последици по нашето општество и по нашата држава. Замислете, според податоци од Државниот завод за статистика, имаме 205 населени места во кои што нема ниту еден жител. Имаме 218 населени места кои што се под 10 жители. Повикајте дел од академиците на нашата Академија на науки и прашајте ги какви се пресметките за нашата демографија во наредните 30 години. Со ваков регионален пристап во досегашниот период, не очекувам дека ваквата лоша тенденција на згаснување на одредени населени места дека ќе запре. Па добро, затоа имаме централизиран систем кај се. Добро е што имаме веќе донесување на закон за национална развојна стратегија, добро е што имаме управувачки комитет, добро е што се преземени активности за создавање на инвестициска мапа и добро е што имаме транспарентен начин на доделување на средства, како што спомнавте од соодветниот кредит. Меѓутоа јас тивко се плашам во подсвесно, се прашувам дали нашите правни субјекти ќе можат да абсорбираат толку средства за да можат да одговорат на поставените задачи за краток временски период, бидејќи се работи претежно за инвестициони проекти. Она што ако зборуваме за тоа дека има нерамномерен регионален развој, на град Скопје во период од 21 до 23 му се доделени 720.000 денари преку Министерството за транспортни инфраструктурни проекти, но средствата се уште не се наменски сметки, а реализацијата не е започната. Видете, тука има проекти од улици и пробивање до тоа дека пари се одвоиле, ама ништо не е направено, дури не се отворени ни наменски средства за тоа да се изгради. Видете вака, овде не станува за неравномерен регионален развој. Овде станува за отсуство на преземање на конкретни активности. Ако и погледнете табелата на страна 44 од ревизорскиот извештај, ќе забележите дека на градот Скопје му се доделени во периодот од 2021 до 2023 година 797 милиона денари. Што е направено? Од денот од 2021 до 2023 година искористени се само 77 милиона денари. Остануваат 720 милиона неискористени. Ако погледнете што се случувало и како се случувало, дека доделени се средствата во 2021 година за првата активност изградба на кучката на вкрстување помеѓу булевар Никола Карев и булевар Словенија. Во 2023 е склучен договор со рок на изведба 26 месеци, а изведувачот е воведен после 9 месеци од склучувањето на договорот. Дали за вас тоа е ненормална работа? За граѓаните е најтешко, затоа што не може да ги... Сега видете, ние како граѓани и ние кои што доаѓаме од внатрешноста во градот Скопје, секојдневно ги гледаме проблемите. Мене ми требаат од Велес до Скопје да патувам 20 минути, а од автокоманда до моето работно место ми требаат уште 25 минути. Така да тоа е суштина и тоа е последицата на отсуството. Земете го примерот за другиот проект, за Јужниот коридор, заедно со булеварот Астом, изградбен булевар Хасан Приштина. 9 милиона 725.000 евра доделени. На крај на 2024 година објавен оглас за доделување на договор за јавна набавка. Доделени средства во 2022-2023. Значи, некој нов мандат се чека за да се реализира. Она што исто загрижува, речиси во сите извештаи е нетранспарентноста. Например, во 2023 година 72% од капиталните донации се доделени директно на 41 општини за 67 проекти без јавен повик, со одлуки на владата по усвоени амандмани во собрание. За изборот нема соодветна постапка за селекција на општини и проекти и не е воспоставен ниту ефикасен мониторинг на нивната реализација. Ајде сега кажавте дека ќе се подобрат работите можеби. Меѓутоа прашањето е повторно кај човечкиот фактор. Вие не сметате дека ќе се подобрат?
Јас мислам дека мониторингот е клучната работа во однос на нивната реализација. Ако не се воспостави систем на контрола и мониторинг, можеби ќе се додела транспарентно, меѓутоа ако не се мониторира, пак ќе збориме дека 3 години пари доделени се, а не е извршено тоа што требало да се изврши. Јас мислам дека не треба да се сомневате. Мислам дека секојдневно го гледаме мониторингот, без разлика колку и тоа да е политичка активност. Меѓутоа секојдневно гледаме дека имаме мониторинг на лице место. Дали во изградбата на автопатиштата, дали во изградбата на пристапни патишта до општините, дали изградбата на магистрални и регионални патишта. За еден краток временски период имаме пуштање на пругата Куманово-Белјаковци. За еден краток период имаме пуштање на патот Ранковци-Крива Паланка. За еден краток период имаме пуштање на магистралниот пат Градско Дреново или Фариш, не знам како беше и така натаму. Меѓутоа, повторно велам, цената на чинење ја плаќаат даночните обврзници. Ако ние не успееме да ги искористиме средствата, а имаме огромни средства кои што лежат, не само што не чинат поскапо во изведбата, не чинат и губење на средства од кои што се доделени на име грант. За неколку дена ќе испаде нашиот годишен извештај за согласно годишна програма за 2024 година за работа на Државниот завод за ревизија, кој ја опфаќа периодот на финансии извештаи за 2023 година. Имаме катастрофални податоци, имаме загрижувачни податоци кои што се однесуваат и се полоши од преходната година. Погледнете го само степенот на незаконско користење на средства, погледнете го степенот на неуплатени средства во буџетот на државата и буџетот на општината или уплатените средства во текот на ревизијата. 57 милиона евра имаме неуплатени средства во овие две институции. Во однос на она што значи изгубени грантови. Ќе зборуваме покасно и за регионалните депонии. Да, во делот на извинети изгубени грантови и во делот на капитални инвестиции, каде што плаќаме камати на кредитите. Сепак, во однос на лице место едно, ќе ги видиме ревизорските извештаи за 2024 година, ќе видиме тогаш какви ќе бидат, па ќе споредуваме. Меѓутоа, во однос на проектите, повторно ќе кажам, проекти има само во одредени општини. Струмица имало, да речеме, Прилеп имало, но кога зборуваме, сами ги спомнавте 5 депонии регионални, никако не може да бидат потрошени средствата од грантовите и бидејќи се дадени преку ИПА фондови, а сега знаеме дека и таму е сменет системот на доделување на фондови. Тоа е повторно заради човечки фактор, факт е дека имаше и политички моменти и факт е дека имаше и еколошки моменти. Видете, секојаш велам, се зависи од менеджментот на одредена единица на локална самоуправа, се зависи од менеджментот одредена јавна установа. Рековте за општината Чучер Сандево. Дали вам ви е логично на јавна набавка да добиете правен субјект кој ќе изработи проект за одреден инфраструктурен проект за 0,01 денар и за 14 дена? Апсолутно не може. Од денот на одобрување на средствата до денес не може да се почне со извадба на проектот, бидејќи нема физибилити студија. Основна алатка или основен прв момент на секој инфраструктурен проект представува кост-бенефит анализа и физибилити студија за оправданоста на таквиот проект. Не можеме да легнеме навечер, да се пробудиме наутро, да отвориме вратава и да велиме јас ќе градам во мојата општина или во државата одреден проект. Мора да се заставиме на соодветни анализи. Мора да дозволиме на стручните лица да се укажат своето мислење. Мора да имаме одредена проектна документација во која што ќе каже да, ова варијанта е подобра, ова другата. Но за жал, понекогаш се постапува така, каде што за 14 дена некој ќе подготви проектна документација и никогаш не може да биде имплементирана. Во однос на депониите, повторно ќе кажам, тоа се пари кои што се добиени од ИПА фондови. Какви ќе бидат последиците по буџетот во однос на ова прашање, затоа што се работи за 5 региони и секогаш се префрлаат одговорностите каде, што и како ќе се изградат тие депонии. Последиците се големи. Ако земете само утврдените состави за регионално управување со отпад во источниот и североисточниот регион.
Ако во првичниот момент учеството било 65% од национални, 35% од Европска унија, поради кастење на сите активности добиваме 85% буџетско учество и 15% учество од Европската унија. Веднаш, значи, губиме 20%, но во исто време, доколку активностите не завршат док рокот кој што утврден, се очекува да ги изгубиме и тие средства кои што се... Она што друго дополнително кажу, каде што имаме проекти и активности за 5 плански региони и 45 општини, имаме направено физибилити студија во износ од 3,6 милиона евра. И таа физибилити студија воопшто не е земена во предвид. Тоа значи дека 3,6 милиона евра сме фрлиле во ветер. И воопшто никому ништо не му фали. И тоа е содржано во ревизорскиот извештај. Прашањето е колку граѓаните во било која од овие општини ги знаат овие податоци, затоа што иако се трудите на транспарентен начин да ги објасните, веројатно треба точно да знаат колку пари се дадени непотрошени или потрошени, како што велите, во ветер, а нешто не е направено. Меѓутоа, морам да кажам дека колку и да се големи овие суми и ревизорски извештаи, најатрактивни можам да кажам беа извештаите кои се однесуваа на работата на управата за матични книги и оние што се однесуваа на здравството, заради тоа што секојдневно и најголем број граѓани трпеа последици од недобрата и неефикасната работа и недобро потрошените пари во однос на нив. И кога станува збор за матичните книги, насловот е половина милиарда денари или 8,5 милиони евра за дигитализација на матичните книги. Процесот се уште е незавршен, а дел од граѓаните добиваат изводи и издадени со машини за пишување. Меѓутоа, ова ќе го оставиме по рекламите, затоа што овдека има навистина податоци кои што во денешно време се фрапантни, заради тоа што системот можел да се дигитализира, меѓутоа еве уште пишуваат на машини за пишување. Пауза за реклами и продолжуваме веднаш со овие делови од ревизорскиот извештај. Се враќаме во интервјуто со главниот државен ревизор. Ги спомнав институцијата која издава документи поврзани со матични книги, изводи и слично. Нема граѓанин во државата што на свој грб не почувствувал нешто во однос на оваа област или многу чекал или му издаден неправилен документ и многу други работи. Кажав уште на почетокот дека се многу пари наменети за дигитализација и процесот се уште не е завршен. Почнете некаде ми се чини во 2019 година и само ќе кажам дека се вложени над 520 милиони денари и со ревизијата е утврдено дека процесот уште не е завршен и не се знае кога ќе заврши. Очигледно дека на што се ова се должи, поминаа неколку влади и директори, меѓутоа ова прашање не е завршено. Видете, преходно реков, отсутството на конкретна визија, отсутството на соодветна техничка спецификација и на детална пресметка за потребните активности и цената на чинење. Вие не можете, како што рековте, да, едниот процес на електронски матичен регистар е започнат во 2014 година, а имплементацијата на процес на дигитализација матични книги е започнат во 2019 година. Што се случува? Од 8 милиона записи, кои што треба да бидат скенирани и внесени во дигитална форма, процесот на скенирање е 52,57% завршен, или 4 милиона 205,995 илјади записи, а внесени се 49,25% или 3 милиона 940,197 записи. Тоа рачно ги внесуваат записите, па не можат со години да ги внесат? Толку многу? Сега видете. Или ги скенираат колку што пишува во скенирано и значи компјутерска обработка. Компјутерска обработка и се внесуваат. Меѓутоа, да започнете со 157 милиона и 400 илјади денари, да планирате дека тоа ќе изнесува крајниот износ, а сте планирале само 13 милиона 116 илјади денари. Или да отстапите од првично утврдената рамка за 12 пати, или за граѓаните, попластично да кажам,
за 1200%. Дали вие како лидер на одредена институција ќе бидете и понатаму и ќе останете да бидете лидер, и каде е надзорната улога на извршната власт и на соодветното министерство во кое што доделувало средства за финансирање на оваа активност. Да бидам пластичен, биле планирани средства 212.587 евра, завршиле со 2.550.000 евра. Разлика од 2.338.000 евра. И ако земете целокупниот процес на она што значи дополнително купување на опрема и така натаму, ќе видите дека целокупниот процес завршил со 6.640.000 евра. Дали ова жалосно? Жалосно. Ги посетивме скоро најголемиот дел од матичните канцеларии и објектите кои што издаваат Да, ма 90 и кусур посто се во Скопје изводите кои што се издаваат, а факт е дека секаде постојат подручни единици, кога ги спомнавте објектите. Има ли услови просторни за издавање, па не се издаваат, или или најмногу граѓаните од Скопје тоа го бараат? Ведете вака, прво треба да знаеме дека 61 лице има електронски подпис. 61? 61 ли. Во цела Македонија? Да. Но, тоа се 61 сертификат за електронски подпис, бидејќи вие не можете да подпишувате документ ако немате сертифициран електронски подпис од надлежно сертифицијано тело. Во нашата држава мислам дека има 2 или 3 тела кои што даваат сертификат за електронски подпис. Меѓутоа, од тие 61 сертификат, 13 лица воопшто не го искористиле. Втората работа, рековте дека 90% или не знам колку, 92% од вкупно издадените електронски изводи се од Скопје. Мора да сватиме и структурата на граѓаните во нашата држава. И во најголем дел, во суштина доаѓа дека во Скопје се издаваат електронските изводи, и тоа укажува на потребата од преземање на промотивни активности кај останатата популација, кај останатите граѓани за можноста издавање на електронски. Да, меѓутоа во најголем дел и граѓаните кои се дојдени од други градови, кога ќе треба да изведат извод, треба вработениот да се јави во Делчево, Берово, Штип и другите градови, од таму да му го испрата, затоа што таму е роден граѓанинот, таа живее во Скопје. Така што и верувам и дека тој број е зголемен заради тоа, и од друга страна, зошто не би отишла да извадам ако ми е полесно и ако не чекам во Куманово, во Ѓорче или во друга општина, во Газибава, ако можам да ја извадам таму документа, да не мора да одам и да чекам во централата во Скопје, тоа што велите вие, промоција и децентрализација. Повторно се враќаме на она што значи визија за преземање активности и за сервисна ориентираност на институциите од јавниот сектор кон граѓаните. Ако ние имаме визија и ако сакаме да го лесниме пристапот на граѓаните за услугите кои што ги даваме како субјекти од јавниот сектор, ќе направиме промоција на граѓаните, ќе внесеме сите податоци кои што треба да ги внесеме, овие 8 милиона записи, и тогаш нема потреба нашите граѓани да ги праќаме во Делчево, него со пристапот во електронската база на податоци од било кое место каде што имаме услови за издавање на електронски извод, може да го дадеме. Меѓутоа, за жал, имаме ние и матични канцеларии каде што немаат електрична енергија, каде што немаат компјутери, изводите ги издаваат со машина за запишување. Така да, таквите услови во ова денешно време, вие да немате компјутер, да немате електрична енергија, да немате основни услови за работа, да не зборувам за начинот на чување на историската граѓа. Добро, тоа е по закон дека таа архива е државна архива која да, ама дел од таа архива е веќе уништена. И тоа е непроценливо богатство кое што нашата држава го изгубила. Така да, сето ова имајќи го предвид системот на недоволна заштита на пристап во базата на податоци и издавање на документи надвор од пропишаното работно време,
издавање на документи за време во вечерните часови, во 22 часот, издавање на документи за време на празник, за време на сабота, недела и така натаму, укажува на сериозни недоследности во начинот на постапување во тој правен субјект. Да, ама интересно дека се потпишува од само 3 лица во подрачниот оддел во Скопје. Останатите 58 матичари учествуваат, како што реков, со 11% од вкупниот број. Подпишан електронски извој се подпишува од 3 лица од подрачното одделение Скопје, додека 13 матичари воопшто не користеле електронски подпис, како кажавте вие. Така што очигледно дека многу работи овдека треба да се сменат. Со оглед на времето, атрактивноста на извештајот, не можам да не го спомнам извештајот во однос на медицинската опрема вредна 18,6 милиони евра, кои што исто така неодамна го имавте, искористеност на современата медицинска опрема, затоа што и сами знаеме што се случуваше со случајот онкологија, кој што сега веќе е подигнато и обвинение и користењето на сите ресурси што било таму, а не само какви лекови се користеле. Основните забелешки: дел од опремата не се користи, нема стручен кадар, нема просторни услови и тука се разработени од компјутерска томографија, ангиографии и се што е поврзано со прегледите на луѓето кои што се клучни во детектирање на болестите. Верувам дека новото одговорно лице на Министерството за здравство ќе го земе во предвид овој ревизорски извештај, преходните ревизорски извештаи, како и ревизорските извештаи кои што се извршени на самото министерство и ќе представува добра основа за креирање на политиките во јавното здравство. Да дадете 57,7 милиони евра за набавка на медицинска опрема и само 68% да ја ставите во употреба, или 39,2 милиони евра, а 32% од таа опрема да ви собира прашина, односно 18,5 милиони евра, или по-конкретно 13 милиони евра не се ставени воопшто во употреба, а 5,5 милиони евра делно со употреба, каде што не ги дава дополнителните услови кои што може да ги даде, него се користат само основните услови. Но често пати во една емисија преходно реков: ако вие сте менаџер, имате правен субјект, или сте, еве да речеме, граѓанин кој што сака да гради индивидуален стамбен објект, дали вие ќе започнете прво со набавка на опремата, на мебелот, па ќе ја градите куќата, или ќе изградите куќата, па ќе ја набувате мебел? Меѓутоа ова мене... За жал, ако може да завршам. завршам. За жал, овде имаме лична желба, легнувам навечер, се будам наутро и велам: ќе купувам акцелератори кои што чинат по 1 милион евра, ќе ги расподелам во таа и таа болница, во болница Штип, во болница Битола и не знам која друга болница, и ќе собираат прашање до ден денес. Меѓутоа сега прашање е мотивот за таквата одлука. Мене, јас не можам да во ревизија, вие не сте тие што, меѓутоа тука мотивот дали е провизија која ќе се добие за тој апарат и слично, затоа што не може да се набави нешто за да собира прашина ако нема просторни услови и едуциран кадар, а очигледно дека тоа не е направено. Мотивот го утврдува надлежното обвинителство. Не ги утврдуваме причините за ваквото постапување. Добро, меѓутоа им давате доста елементи по што може да утврдат. Ако може да се докаже. Велам, мотивот го утврдува надлежното обвинителство и ќе се докаже зошто одреден менаџер или одговорно лице пристапило за набавка на одредена апаратура или одредена опрема која што нема соодветни услови и нема доволно човечки ресурси за користење на таквата апаратура. Ова е исто така да набавите авион, а да немате пилот. Ние набавуваме апарати за компјутерската томографија, набавуваме ангиографи, набавуваме друга современа медицинска опрема, а во суштина немаме едуцирани човечки ресурси. Погледнете што пише во ревизорскиот извештај. Дадена е само основна едукација на одреден медицински персонал за користење на основни услуги на набавената опрема. Па добро, 5 акцелератори не се ставени во употреба, вели извештајот. Па затоа велам, акцелераторите веќе устава ми создаде, како да кажам, се измори во откажување. Погледнете она што се случува со магнетна резонанс. Преходно пред една година задавме ревизорски извештај за набавка на магнетна резонанс. Во 2017 година нашата држава има 7 апарати
за магнетна резонанса компјутери. Во 2023 година имаме 14 апарат. Секој апарат чини 1,5 милиона евра. 2017 бројот на извршени прегледи и 2023 година е ист. Што значи тоа? Дека отишле 10,5 милиона евра во ветар. Тоа е она што значи несовесно постапување, донесување на одлуки кои што не се базираат на факти, него на желби. И верувам дека надлежниот јавен обвинител ќе ги утврди мотивите за ваквото постапување. Реално е затоа што и не се евидентираат прегледи, неусогласени евиденции за извршени услуги. Мој термин и системот на фондот не може да утврди нити точен број на извршени здравствени услуги, а она што е исто така кога споменуваме едукација, дури и оние кои што можеби биле како специјалисти едуцирани си заминале. Видете, од 88 на 79 намалени во Институт за радиологија, од 30 на 23 специјализанти, така што очигледно и кога се вложува во кадрот треба тој да се задржи. Видете, ние произведовме ревизорски извештај за одливот на високообразовани кадри. Жалосно е тоа што ни се случува како држава. 2500 млади наши образовани кадри ни заменуваат од државата. Тоа е жалост. Во понеделникот вечерта имав средба со една докторка, кој што нејзиниот син, по професија лекар радиолог, е вработен во Германија. Таа тагува со својот син. Утрово имав телефонски разговор со еден обичен граѓанин. Вели, ве молам да направиме нешто да ги задржиме нашите деца не избегаат државата. Јас стравувам за моите деца бидејќи услугите кои што ги добива се сосема на она ниво кое што е неподносливо. Вие не можете да објасните некому дека ако сте доставиле во хартиена форма одреден документ, да ви го бараат да го достави во електронска форма. Па повелете, направете се го во електронска форма, бидејќи го имате во хартиена форма. Меѓутоа, до толку е избирократизирана нашата јавна администрација, до толку е избирократизирано одредено постапување во суштина, затоа и ова ни се случува. Одливот на високо образовани кадри ја чини нашата држава 750 милиони евра. Се приближуваме до 1 милиарда евра годишно, кое што го чини бруто домашниот производ за одливот високо образовани кадри. Верувам силно дека надлежниот министер за образование со кој што имаме одлична соработка, бидејќи кога векавме за надзорот и така натаму, вчера гледавме еден ревизорски извештај за Државниот просветен инспекторат, каде што добивме пофални зборови кон Конституција за извршената работа. Не можете вие од 2019 година да не спроведете ниеден инспекцијски надзор на сместувањето во студентските домови. Ќе ве молам. Тоа е еден огромен извештај во однос на студентските домови. Како се грижиме за нашите млади деца? Како ќе дадеме препораки на студентските домови? Во ова време, во 2025 година, да се прашувате дали имате топла вода во студентските домови? Добро. Да се прашувате дали имате интернет? Па на секоја улица имате интернет, во секој кафич имате интернет, ние не можеме во студентските домови. Во однос на соработката, каква е соработката со обвинителството? Не во смисла дека сте подпишале меморандум за соработка, бидејќи јас повторно ќе кажам, не сте истражен орган, меѓутоа сте економисти, ревизори, кои што може на правникот, обвинителот, да му даде одлично четиво по кое што треба да постапи. И што ако не постапува? Вака. Не само што имаме подпишано меморандум за соработка со јавниот обвинител, морам да кажам дека започнувајќи со преходниот јавен обвинител, а успешната и прекрасна соработка продолжи и со актуелниот јавен обвинител, имаме прекрасна соработка, како во однос на доставување и размена на потребните информации и податоци, така и во однос на меѓусебно комуникација и размена на дополнителни информации и давање на поддршка на јавните обвинители во делот на она што значи дополнително осознавање на тврдените состојби. Таа комуникација се одвива помеѓу лицата за контакт, но во исто време учествуваат инволвираните лица во самите ревизии. Свесни сте, ги гледате состојбите да има конкретни постапувања по одредени конечни ревизорски извештаи. Жалам што оваа година рапидно се зголеми бројот на доставени конечни ревизорски извештаи до јавното обвинителство.
тоа се некаде за 32 субјекти, а 38 ревизорски извештаи, или генерално некаде околу 37%, што е огромна бројка доставени конечни ревизорски извештаи до јавното обвинителство. За жал, тоа укажува на начинот на постапување и користење на јавните средства. Добро, меѓутоа и обвинителството може да ви побара и ревизорски извештаи затоа што јавно ги објавувате. Во минатото не можам да кажам дека многу се постапуваше по ревизорските извештаи. Сега имаме и конкретни примери, еден од нив е на пример во Битола. Во интерес на јавноста ние може да го доставиме за извештајот исто така беше добро четиво. Да доставиме пропратното писмо од јавниот обвинител, кој што истакнува на високото ниво на професионализам на соработката, високиот степен на задоволство од соработката, помош од Државниот завод за ревизија, можеме да доставиме и интерна електронска комуникација со одредени јавни обвинители во кои што изразуваат подршка од благодарност од подршката на Државниот завод за ревизија. Прашањето е колку ефект ќе има од ревизорските извештаи, колку ќе одат во обвинителство и колку ќе завршат на суд со пресуда заради грешките. Јас можам да ви гарантирам за мојата работа дека нема ниту еден извештај да биде пропуштен кој што треба да оди во јавното обвинителство, не е доставен. Зошто? Бидејќи имам таков контролен механизам во кој што секој конечен ревизорски извештај и нацрт ревизорски извештај оди на одредено стручно тело во кое што го разгледува, и тоа е составено од 10 помошници на главниот државен ревизор кои што се произнесуваат. И во самиот по записникот од државното стручно тело има обврска председателот на стручно тело да наведе дали тој конечен ревизорски извештај заслужува да биде доставен до јавно обвинителство или не. Грешката тука е нула. Што ќе направи јавното обвинителство? Верувам дека ги презема, и силно верувам и се надевам и дека во иднина ќе презема мерки по се до тоа, но дали ние и јавното обвинителство ќе бидеме задоволни од постапувањето на судската власт, останува да се види. Да, има неколку не секогаш, и во самото писмо пишува, не секогаш од подонесениот од обвинителен акт имаме соодветно постапување од судската власт. А што може да очекуваме во иднина, еве до крајот на летото, како најсвежи извештаи? Го спомнавте за просветниот инспекторат извештај, кои други извештаи можеме да очекуваме? Ќе очекуваме повеќе извештаи. Во континуитет, мислам дека ова недела ќе завршиме сите конечни ревизорски извештаи кои што ќе бидат завршени и ќе имаат статус на конечни. Имаме повеќе ревизорски извештаи, тоа е во делот на IT ревизијата, во делот на ревизијата на успешност, финансиска ревизија, Министерството за образование и наука и така натаму, така да има доста интересни извештаи кои што ќе бидат објавени, интересни податоци и така натаму. Ќе следува објавувањето на годишниот извештај изработен од Државниот завод за ревизија за 2024 година. Јас само понесов дел од сето она што значи како припрема на годишниот извештај. Верувам дека во текот на утрешниот ден ќе биде доставен на печатење. Јас сум презадоволен од работата на моите вработени. Би сакал јавно да искажам благодарност до сите нив и до целокупниот менеджмент на Државниот завод за ревизија кој што учествува во реализацијата на годишна програма на Државниот завод за ревизија, да изразам благодарност до надлежните министерства за соработката и извршната власт и законодавната власт кои што даваат подршка на работењето на Државниот завод за ревизија, но и до меѓународните институции како донатори, бидејќи огромен дел од активностите кои што се преземаат било во однос на она што значи подобрување и реализација на одредени активности, зголемување на знаењето и вештините, и во делот на хардвер и софтвер се обезбедува донација. И еве да искажам пофалба, дел од тимот кој што го подготвува овој ревизорски извештај, кој што представува рол модел или Државниот завод за ревизија според искажувањето на шефот на мисијата за демократија на ОПСЕ, Државниот завод за ревизија представува модел за работење на врховните ревизорски институции во регионот и пошироко. И подготвувањето на овој ревизорски извештај, објавувањето во суштина представува пример за останатите врховни ревизорски институции кои што се обидуваат да не копираат, меѓутоа копирањето не е само обична работа копи-паст. Мора да имате човечки ресурси. Како врховна ревизорска институција постојано вложуваме човечки ресурси. Да, сега имавте и конкурс. Еден од клучниот тим во овој
во подготвувањето на ревизорскиот извештај е колешка која што е представена од Национален демократски институт од Америка, која што работи за Државниот завод за ревизија и за собранието, за кое што искажувам лична благодарност, бидејќи навистина тоа е ентузијазам, тоа е труд. Еве вчерашниот ден сите тие јас останавме до 19 часот за да презентираме на нашите даночни обврзници да не се грижат во однос на нашата работа, но да се грижат за начинот на нивното користење од институцијата од јавниот сектор. Ви благодарам за интервјуто. Еве ги очекуваме ревизорските извештаи и секако постапување по нив од останатите институции. Благодарам што вечерва бевте во топ. Благодарам и вам, благодарам што постојано не следите и известувате за нашите ревизорски извештаи. Мислам дека тоа е единствениот правилен начин на кој што може да ги испратиме нашите информации до крајните корисници, тоа се нашите граѓани. Благодарам уште еднаш. Вам ви благодарам за присуството и останете на програмите на Телма. Пријатна вечер од мене.